дали сте така размислували кои се најрастеретени, најослободени од тахикардија, од забрзано работење на срцето, кога излегуваат во јавноста. Тоест, кои искусуваат најмалку стрес или се ослободени од оној притисок во односите со јавноста. Тоа се малите деца. Тие се сосема растеретени, како ќе изгледат, што мислат за нив. Дури кога се во центарот на вниманието, тие се природни, се оригинални. Во црквите, обично, центар на внимание се малите деца или бебињата кога се посветуваат на Бог. И иако тие се главните, родителите се оние кои си мислат како ќе помине, како ќе се облечат, ако ги прашат нешто, сега како се чувствуват како родители, што ќе кажат, додека децата воопшто не им пречи тоа што сите погледи се фокусирани кон нив. Тие се природни, оригинални, искрени, наивни. Меѓутоа, таа наивност, таа искреност не останува постојано, со текот на времето почнува да испарува и се заменува со една грижливо градена фасада која користиме како една маска, заштитна маска, со која се представуваме пред луѓето во светот. Има една поема напишана од некоја жена, Клаудија Сейлер, која го представува животот за таа социјална маска. И вака почнува поемата. Не дозволувајте да бидете измамени од маската што ја носам. Бидејќи носам маска, носам 1000 маски. Маски кои се плашам да ги тргнам, а нито една од нив не сум јас. Да се преправам е уметноста на мојата втора природа. Затоа ве молам, немојте да бидете измамени. Ви оддавам впечаток на сигурна личност, како се да е сјајно и мирно во мене, но не верувајте ми, ве молам. Зад маската живее вистинското јас, во бунило, страв и осаменост. И го кријам сето тоа зашто мојот најголем страв е откривањето на мојот страв. Затоа френетично создавам маска, ноншалантна, префината фасада. Тоа е поема која во голема мера го опишува животот на младите и продолжува и понатамо. Во овој текст што го прочитавме, што го разгледуваме, ни се говори за една надеж, едно синување или демаскирање, едно дејство кое го врши Бог, го врши Светиот Дух во нас. Апостол Павле ни дава увереност дека можеме да живееме сигурни, слободни пред Бог и пред луѓето, бидејќи Светиот Дух ја руши таа суетна фасада на самозаштита и го тргнува тоа покривало со кое што некако се криеме зад луѓето, го криеме она вистинското јас. И овој текст што го прочитавме некако природно се дели на два дела. Во првиот дел, овие 4 стиха од 12 до 15, говори за еден општ проблем кој го имаме. Користики илустрации од Стариот Завет со Мојсей и со Божиот народ, тој говори за еден проблем кој всушност е општ, не е само за Мојсей, не е само за евреите, општ проблем на тоа носење или криење на вистинската природа зад тие маски на самозаштита, на одбрана. А во вториот дел ја дава надежда дека може да бидеме ослободени од тоа. Господ Исус ни рече дека нема да влеземе во Божјото царство ако не бидеме како децата. И јас мислам дека кога Бог го говори тоа, дека нема да го наследиме Божјото царство ако не сме како децата, мисли токму на таа природност или оригиналност. Мисли на живење без маски. Тоа е живење еден искрен, слободен живот, зашто во крајна мера, како што ќе видиме, маската или превезот, покривалото, пречи за да можеме да го гледаме лицето на Бог, пречи да можеме да ја гледаме неговата светост, пречи да го слушаме неговиот глас. Маската на самоправедноста, маската на
легализмот пречи на благодатното дејство на Светиот Дух. Така, тоа е основно темата која ќе ја разгледуваме ова утро. Демаскирање. Демаскирање на духовното демаскирање. И текстот продолжи, контекстот или овој текст почнува со зборовите. Имајќи пак таква надеж. Каква надеж имаме? Очигледно не навраќа текстот на нешто што се случува, нешто што се говори до овој момент. Имајќи таква надеж. Надежта за која говори Павле почнува уште во средината на 2 глава, со оној стих, нели, за големата победа, дека ние сме секогаш во една победа, во една триумфална поворка. Независно од ситуацијата во која се наоѓаме, независно тоа дали се чувствуваме безпомошно, слаби, поразени, ние сме секогаш во победа. Во Христос ние секогаш имаме победа. Ние сме во една победоносна поворка. Христос извојува победа, ние подари таа победа и ние сме секогаш победници. И тука, всушност, во 3 глава од 1 до 6 стих Павле говори за два стила на живење. Стил на живење кој одговара на легализмот, на Стариот Завет, на буквата, тоест живот во исполнување на закони, на заповеди, со цел покажување на некаква собствена лична правилност, подпирање на своите усилби, за да се исполнат оние упатства, оние заповеди што се запишени на камен, тоест живење според буква, и на крајот тоа води до осуда, води до смрт, зашто целта на законот, всушност, целта на Стариот Завет е да ја покаже човечката неспособност да го исполни Божиот стандард, да ја покаже на човекот неговата слабост и потребата од Божјата благодат. Законот беше даден да го доведе човекот до Христос, тоест да го повика Христос за спасение, да се надава на благодат. Тоа е идејата на Стариот Завет. Како еден педагог кој треба да го воспита човекот за Христос, да го научи за Христос, за потребата од Христос. И затоа вели, буквата убива. Целта на буквата е да осуди на смрт, поради неспособноста на човекот да се спаси. Новиот Завет открива благодат, потребата од Христовата жртва. И затоа Павле вели, ако буквата убива, тогаш духот оживотворува. Новиот Завет говори за дејство на Светиот Дух во нашите срца, кој способува исполнување на Божите стандарди. Светиот Дух не трансформира, тоест Бог не ни дава ништо да правиме, ако претходно не ни дал способност да го правиме тоа. Се што бара од нас Бог, за се што бара и не оспособува. И тоа е оној големиот контраст меѓу Стариот и Новиот Завет, за кој што говоревме во претходните изучувања. И сега можеме да се надеваме на неговата простителност, можеме да се надеваме на Божјото дејство, на Божјата способност, Божјата сила во нас, и затоа имаме надеж. Новиот Завет, бидејќи секогаш сме во победа, дава надеж, дава еден оптимистички поглед на животот. Ние сме секогаш во победа. И сега продолжува, имајќи ја таквата надеж, Павле вели, ние действуваме со голема слобода. Бидејќи имаме надеж, бидејќи имаме оптимистички живот, дека секогаш имаме победа, ние можеме да живееме или да действуваме. Тоест, во односите со луѓето, да се однесуваме слободно. Тоест, да се однесуваме уверено. Оваа фраза голема слобода не е така лесна за превод и буквалниот текст не значи буквално голема слобода, оригиналниот текст. Оригиналниот текст значи слобода која доаѓа од сигурност. Така да, на сигурно, тој оптимисти, таа надеж што имаме за оптимистички живот, ни дава една сигурност. А таа сигурност пак ни дава едно слободно действување. Отворено, искрено действување. Една транспарентност во животот. Која е овдека всушност идејата? Можеме да бидеме сигурни, бидејќи сме оптимисти во победата, а тоа пак не ослободува во односот со Бог и со луѓето. Всушност ова се потпира на претходно кажаното.
12 стих на претходно покажаното од 1 до 6 стих, кога Павле вели: не дека сме способни да помислиме нешто како од себе, напротив, нашата способност доаѓа од Бог. С други зборови Павле вели: ништо не е од мене, ништо не е од нас, се е од Бог. И сега, ако се е од Бог, нели, ако ништо не е од нас, тогаш и нема страв. Нема што да криеме. Ништо не е од мене, се е од Бог. И можем да бидам отворен. Нема страв од неуспех, зашто ако дојде нешто во животот, тоа не е од мене, од Бог е. Бог го носи во мојот живот. И зошто би го криел? Зошто би ставил превес? Зошто би ставил маска? Кога се е од Бог. Сета моја способност доаѓа од Бог. Ако мојата способност доаѓа од Бог, тогаш треба ли да ја крием? Ако ситуацијата во мојот живот доаѓа од Бог, нема потреба од криење. Тоест нема потреба од таквите фасади. И сега, иако е многу јасно, иако е така многу оптимистички кажано, не е лесно да се живее. И дури како христијани, факт е, дека не го живееме тој живот на слобода. Тоест, продолжуваме да се криеме зад маски. Зошто? И се овдека апостол Павле ќе продолжи со илустрации да говори за еден непријател. Сите имаме еден внатрешен непријател кој гради маски, кој постојано создава, кој постојано креира, тоест постојано твори некаква маска која треба да не заштити, зад која да се криеме. Има и понатаму ќе видиме во следните стихи од 4 глава, тој говори за еден надворешен непријател. Има да е надворешен непријател, па кој става маска на срцето, става маска на умот, да не можеме да ја видиме Божјата вистина за потребата од Божјата помош. Но овдека во овие стихови, до крајот на 3 глава, Павле се занимава со внатрешниот непријател. Он е непријател кој има така некаква очена потреба да се крие. Тоест, да се представува зад маска пред останатите. И како илустрација, Павле го користи Мојсей и целиот еврејски народ, тоест користи сцени од Стариот Завет, кои не се ограничени само за луѓето во Стариот Завет, туку тие се сцени и за христијаните. Тоа се сцени за секој човек. И тие сцени се градат на она што веќе го кажа, како што не реков, во 7 и 8 стих, говори за еден превес кој Мојсей го ставаш на лицето, деме како заштита на останатите. Ајде да видиме. Имајќи таква надеж, вели Павле, ние действуваме со голема слобода, а не како Мојсей. Ние не сме како Мојсей, што ставаше превес на лицето своје, за да не можат синовите на Израел да го видат крајот на минливото. Ова нешто што го пишува апостол Павле овдека, нема да го сретнете вакво објаснување во Стариот Завет. Павле со својот апостолски авторитет ни дава некакво дообјаснување на Стариот Завет. Зашто во Стариот Завет никаде не пишува дека Мојсей ставаше покривало за луѓето да не го видат крајот на минливото. Тоа нешто не постои. Меѓутоа Павле прави некаков контраст. Прво реков, тој почна со увереноста кој ние ја имаме, слободата за действување. И вели, ние не сме како Мојсей. И во тој случај, значи, овдека Павле како да прави некаков контраст. Ние сме уверени и сме слободни, но Мојсей не беше таков. Мојсей не беше уверен, не беше слободен. Тој можеше да носи превес на лицето, можеше да носи, други зборови, маска на лицето. Ајде да видиме кој е контрастот, зашто го користи тој контраст. И како ја објаснува маската Стариот Завет. Кога Мојсей се симнуваше од планината Синај, каде што го доби законот и го носеше на луѓето да им го представува, неговото лице светеше. Неговото лице светеше зашто во разговорите што ги имаше со Бог,
на неговото лице се рефлектираше или се прелепуваше Божјата слава. Неговото лице беше рефлексија на Божјата слава. И кога тој се семнуваше, тој сега беше толку силен, што луѓето не можеа да гледат во него. Тоест, се заслепуваа. И за да ги заштити луѓето, тој си ставаше неков превес, тој си ставаше покривало. Сега овдека Мојсе, всушност Павле вели дека Мојсе ја задржуваше таа маска подолго, тоест тој превес, дури и кога сјајот исчезнуваше, дури и кога веќе немаше потреба да го носи. И сега таа маска која служеше како заштита на другите, тие да не ослепат од него, таа веќе добива друга функција, маската. Тоест, тој продолжува да ја носи таа маска од страв, така да кажеме. Како заштита, самозаштита. Сега можеме да го сватиме Мојсей. Мојсей беше водач, ако нели се вратиме во Стариот Завет, Мојсей беше водач на голема толпа, милиони луѓе, марморковци, кои постојано негодуваа. Излега од Египет, отидоа во слобода, меѓутоа набрзо почнаа да се жалат дека немат месо. Тоест, го обвинија Мојсей што ги изведе од Египет каде што имаше месо, имаше вода, имаше храна. Сега се во пустињата. Мармореа против него. Потоа го обвинуваа неговиот авторитет, тоа се сомнева. Ти навистина ли си Божи пророк? Нешто слично што Павле искусува со коринтијаните. Ти навистина ли си апостол? Твоето слово вистинско ли е? Твоята проповед вистинска ли е? Твоите посланија вистински ли се? Нешто слично искусуваше и Мојсей. И наеднаш Мојсей се појавува пред народот со лице што свети. Тоа е нешто повеќе од другите. И веќе има поинаков авторитет. Авторитет на човек чие што лице почнува да свети. Божествената светлина е на неговото лице. Сигурно било тоа така многу големо чувство ти така да се представиш пред една толпа која цело време те обвинува. И знаеш, толпата е покорна. Знаеш, толпата почна да се восхитува, гледајќи го Божиот сјај на твоето лице. Но тој сјај не траел долго, бледнел со времето. И Мојсей, од страв да не видат луѓето, дека тој станува ист како другите, продолжувал да го држи превесот, тоа покривало на лице, дури кога немало потреба. И таа маска, која требало да ги штити останатите да не ослепат, сега веќе има функција него да го штити. Да ја штити него, да се представува и понатаму како нешто повеќе од другите, како подуховен, како избран. Јас не сум како вас. На моето лице е Божиот сјај. Е тоа старозаветната маска на духовната хипокризија, така да ја кажеме. Тоа и таа маска, старозаветна маска, реално сите си ја ставаме и си ја носиме. Има ли, тука можеме моментот да си поставиме прашање, има ли делови од нашата личност кои сакаме луѓето да ги видат, тоест делови кои ги представуваме се така, јавни, видливи. А од друга страна пак има ли делови од личноста кои така се ги криеме, тоест остануваат зад маската. Или која е причината, кој е мотивот да се представиме пред луѓето како добри, или да се представиме како луѓето, тоест да не гледаат луѓето како посветени. Дали секогаш успеваме да го задржиме јазикот или гневот и дома, така како што го правиме тоа во јавноста? Или зошто
зошто успеваме да го задржиме гневот, трпението во јавноста, а не успеваме дома да го направиме тоа? Дали е тоа поради преобразувањето што Бог го прави во нас, или пак е тоа бидејќи сакаме луѓето да имаат добро мислене за нас? Ако направиме една анкета, искрена анкета меѓу оние што добро не познават и дома, и она представа што имаат луѓето надвор, сигурно се добиваат различни слики. Сликите не се исти. И тоа е таа маска што ние ја ставаме. Маска во јавноста, маска дома. Најдобро не познаваат луѓето со кои постојано живееме, зашто ние не можеме цело време да ја носиме таа маска. Ке падне. Тоа е она маската на духовната маска или маската на духовната самозаштита, да се представиме повеќе од другите. Нешто што Мојсей го правеше, вели Павле. И тоа е разликата. Павле вели, јас не сум како Мојсей во Стариот Завет. Во Стариот Завет Мојсей си ставаше маска, зашто живееше со едни марморковци, постојано го обвинуваат. И вие мене ме обвинувате, вели Павле, кон коринтијаните, но јас не си ставам маска. Зошто? Зашто јас сум слуга на Новиот Завет. Зашто треба да се види слабоста во мене, за во исто време да се покаже Божјата сила. И продолжува понатаму да говори за она маска која што целиот Израел ја носи. Дури и во времето на служењето на апостол Павле, тоест на Новиот Завет. Вели, продолжно, нивните умови заслепија, бидејќи и до денес, кога се чита Стариот Завет, им стои истиот превес. Кој исти превес? Говори, го споредува превезот на Мојсей, она што го ставаше Мојсей, со она што стои на евреите. Тоест, вели, иста е природата на превезот што го носеше Мојсей и превезот што го носат евреите. Тоест, иста е суштината, иста е целта. Мојсей носеше таков превез за луѓето да не разберат дека и тоа е еден од нив. Тоест, луѓето да не видат дека славата му бледнее. Вели, евреите го носат истиот тој превез. Тоест, говори за една духовна гордост. Она како што имаше кај Мојсей, жело да се представи повеќе, така и евреите. Ние сме нешто повеќе од другите. Зошто? Зашто ние сме праведни. Ние го имаме законот, ние го исполнуваме законот и ние сме праведни. И нам не ни треба благодат. Нам не ни треба Христос. Ние сме си така, самите од себе си праведни. И ако ја разгледаме историјата на еврејскиот народ, ќе видиме дека тоа е всушност историја на одрекување на духовен пат. Дури и во трагичните ситуации во кои ќе се најдеше еврејскиот народ, тие одбиваат да признаат неправедност. Тие умеа многу вешто да ја камуфлират грешноста со една надворешна, формална религиозност. Пренесуваа жртви, постеа, даваа приноси. И затоа Бог многу пати им велеше, мене не ми требаат приноси. Мене ми треба милост. Јас сакам милост. Јас сакам простување. Јас сакам чисти срца. Што се случува? Тие, живејќи, постојано за таа маска, заборавија дека Бог пред се сака преобразување на срцето. Не некоја религиозна надворешност. Тие, живејќи во таа религиозна надворешност, вели Павле, се ги заслепија умовите. Нивните умови заслепија. Се закоравија нивните умови. Тоест, живејќи за таа маска, тие се заслепија, тоест почнаа навистина да веруваат дека се праведни. И тоа е проблемот со носењето на маски. Кога предолго се носи некоја маска, ние почнуваме да веруваме дека сме она што маската уствари го представува. И почнуваме да живееме некаков шизофреничен живот. Ние мислиме дека сме маската и дека маската е нашата суштина или нашата природа. Почнуваме да живееме во заблуда. Си веруваме на маската. И тоа вели, се случи со еврејскиот народ. Се закораве, се заслепија нивните умови.
до толку се заслепија што кога дојде Христос, кој го покаже вистинскиот Божи стандард, вистинската совршност и праведност, ти рекол, нам не ни треба тој. Ние сме си праведни. Ние сме свети. Ние го исполнуваме законот. Така дојде до еден сериозен духовен пат. И на крајот, ти не може да слушнат веќе, беа глуви да ја слушнат вистината за нив. Беа слепи да го видат својот духовен пат. Бидејќи маската стана дел од нивниот живот. И на крајот, Павле вели, тој превес може само Христос да го симне. Овие зборови се многу автобиографски. Ние може да го препознаеме Павле. Павле имаше маска. Заслепен беше од истата таа маска. Павле мислеше дека е најдобар од сите, зашто имаше многу добро образование, зашто мислеше дека постигнал морално совршенство, зашто мислеше дека учел кај најдобрите, зашто учел кај најдобрите учители, зашто се расејавам постојано, зашто ќе се обидам овде да гледам доле, зашто се стремеше кон морален стандард и зашто ги гонеше непријателите на Бог, тоест христијаните, зашто ги убиваше христијаните. Тој беше толку заслепен што сметаш дека прави добро со тоа што ги убива христијаните. Беше слеп. Маската на самоправедноста и гордоста го заслепи до толку што тој не сакаше да слушне ништо. Не слушаше. Не му требаше нему Христовото слово и проповед. Тој си знаеше се. Тој беше паметен. Тој беше праведен. Тој беше совршен. И во еден момент Христос му се откри. И во тој момент тој виде колку е грешен. Во тој момент се ги виде слабостите. И во тој момент се ја виде сета недостојност. И во тој момент се откаже од се. Ја тргна, ја изгоре таа маска. Рече, ова маска е измет. Не ми треба во животот. Проблемот е што некако и дури и како христијани не сме заштитени од тоа робство на суперрелигиозност. Тоест, тоа е една фасцинација. Да се покажеме пред луѓето како повеќе, да се покажеме како поспособни, поталентирани, знаеме повеќе. И ги представуваме тие работи. За тие работи не ни треба маска. Ке се избереме неколку нешта во кои сме добри, или пак ке се ограничиме на еден дел од словото, например, некоја доктрина. Ние имаме таа доктрина, ние имаме најдобрата доктрина, ние сме најдобрите од сите. Или пак некаков кодекс на обликување. Или некаков начин на пеење. Или нешто што е поврзано со нашата силна страна. И потоа ги обвинуваме, ги осудуваме сите други во таа област. А останатите нешта тие се стојат зад маската. И таа ни е постојано тука некаде, да се пикнеме под неа, кога ќе видиме дека стануваме ранливи, дека луѓето веќе се на чекор да ги видат нашите слабости. Така да, тој превес за кој што говори овдека апостол Павле на самоправедност е еден проблем. Тоест, во моментите кога ќе видиме дека ни бледне таа слава, веднаш почнуваме тој егоистички имунитетот кој треба да го зачува да ја зачува гордоста, суетата од напади на некакви вируси, веднаш почна од барбениот систем и градењето, тоест поставувањето на фасадата. И затоа е многу важно ова што го пише на крајот апостол Павле. Големото демаскирање. Вели, но кога ќе се обратат кон Господ, превезот им се симнува. А Господ е духот, а каде што е духот Господов, таму има слобода. Вели, каде што е духот, таму има слобода. Каде Мојсей? Знаете каде Мојсей не носеше превез?
единствено кога беше со Бог. Со Бог не му требаше превез. Кога ќе дојдеше до Бог, тој ќе го тргнуваше превезот. Зошто? Зашто каде што е Бог, таму има слобода. Каде што е Духот, таму има слобода. Купор не му требаше превез, зашто Бог гледа и преку превезот. Ако второ не му требаше превезот, зашто така тој можеше да ја види Божјата слава. Ако тој си ставеше превез, не може да ја види Божјата слава. Не може Божјата слава да се залепи на неговото лице. Не може да се пренесе на него Божјата слава. И тука тоа е идејата на апостол Павле во овие стихови. Христос што направи? Тој го исполни законот. И тој ни ја даде неговата правда. И ние сме облечени во неговата правда. Ние сме покриени целосно. За нас е залепена таа Христова правда. За нас е залепена Христовата слава. И бидејќи таа е залепена, нам не ни треба некое покривало на самоправедност. Тоа покривало на самоправедност само ќе покрие совршената, ќе ја сокрие совршената Христова праведност. Ова писмо, поема со кое почнавме, ова поглаве, завршува на крајот вака со овие зборови. Има едно нешто кое може да ме ослободи од самата мене. Од затворските ѕидови кои самата си ги градам. Од преградите кои така болно ги кребам. Има само едно нешто кое може да ми даде сигурност. Сознанието дека вредам. Тоа е оно што најдобро не познава, а кој не познава најдобро? Бог. Оно што најмногу не познава, најмногу ги знае нашите слабости, исто тој кој најмногу не љуби. И тоа е оно што ослободува. Тоа носи еден откриен живот на љубов, на една бескрајна љубов. Тоа носи живот на слобода од окови, од легалистички окови. Каде што е Господовиот дух, таму има слобода. Ние сме постојано, ако Мојсей требаше да отиде да се качи на планината за да има средба со Бог и таму да се исполни со слава, ние сме постојано во Божјото присуство. Христос е постојано со нас. Христос е секогаш во нас. Тоа значи дека таа негова слава е секогаш во нас. Тоа значи дека неговата светлина, неговата праведност е секогаш во нас. И затоа маската или превезот на самоправедност, на легализам, не треба да стои, зашто тоа само пречи таа Христова слава да се лепи на нас. Тргнувањето на тој безбедносен, така да кажеме, превез, ни помага да ја гледаме Христовата слава. Ако ние се ставиме самоправедност, ако ние живееме зад маската на самоправедност, тогаш не можеме да ја гледаме Христовата праведност. Ке бидеме заслепени, закоравени. Нема да действува преобразовачкото действо на Светиот Дух, тоест да се трансформираме, да се менуваме според Христовата слава, постојано од слава, постојано секојдневно. Ако со откриено лице, без самоправедност, гледаме на Христовото лице, неговата слава не преобразува постојано. Од слава во слава. Основната пречка која за благодатното дејство, за трансформацијата што Бог може да ја прави во нас, е нашата суета, нашата гордост, нашата самоправедност. Кој кажеме, ние сме праведни, ние сме совршени, Бог не ни треба. Таа маска на крајот ќе не закорави да кажеме, ние сме си супер. Ние нема потреба. Ние сме најдобри од сите. Не можеме да ги видиме веќе собствените слабости, нема да ги видиме собствените греови и нема трансформација, преобразба од слава во слава. И тоа е, уствари, тука гледаме зошто Павле пишува така отворено, така се отвора во оваа послание на Коринтијаните, во второ послание. Тој буквално се разголува. И тоа го прави, за да можат луѓето да видат зад онаа маска на апостолска слава што тој има,
да можат да го видат вистинскиот Павле. Зашто само кога ќе го видиме вистинскиот Павле, ќе го видиме и Христос во него. Зад таа апостолска маска на слава, ние гледаме на совршен човек, еден супер христијанин, на кого не му треба Христос. Но вака, разголен, всушност Павле открива еден слаб човек и тој говори за своите слабости многу во ова послание. И се фали со своите слабости. Зашто во тие слабости ние можеме да видиме еден човек во кого действува Христос. И Павле воопшто нема ни намера во тоа послание овдека да се представи како Христос кој делува во силен човек. Напротив, тој вели, еве ме мене и видете какви ли работи прави Бог во еден таков човек како мене. Какви големи работи прави семокниот Бог во еден таков човек како мене. Тој не им вели, гледате колку сум добар. Не, тој вели, јас сум таков каков што сум, но видите што Бог прави. Како тој постојано ме преобразува од слава во слава секој ден. Апостол Павле се изложил на голем ризик, кога вака се открил пред горделивите коринтени. Меѓутоа, да, и тоа било злоупотребено. Ние гледаме дека тоа било злоупотребено. Кога тој се открил пред нив, со сите своји слабости, некои рекле, не чини. Тој е никаков, тој не е апостол. Да, тоа носи ризик. Но Павле знае дека тоа е единствениот начин. Отвореното лице, искреноста е единствениот начин да действува Божиот дух во него. Да действа Светиот дух, да биде преобразуван. Пак ќе се вратиме на она што Христос го вели. Ако не сте како децата, ако не станете како децата, нема да влезете во Божјото царство. Ако живеете со маските, вие ќе се останете до крајот за тие маски. Божјото дејство нема да ве допре, ќе закоравите. Добрата вест е дека Бог ја обновува таа оригиналност, таа природност, таа невиност, да кажеме, на суетната невиност во нашите животи. Може да бидеме отворени, може да бидеме сигурни, зашто Христос ни дава победа. Христос го тргнува преводот. Во Христовото присуство ние можеме постојано да бидеме смели. Завршувам, ова е крајот. Господ да биде со вас и да ве води во еден смел, отворен живот, зашто и најсовршената, и најкреативната, и најпривлечната, најатрактивната, најфасцинантната маска не може да ја замени Христовата слава, која тој ни ја дава секојдневно. И тоа дејство кој тој го врши да се преобразуваме во неговиот лик. А преобразувајќи се, стануваме се повеќе како него, и се отвараме луѓето во нас да го видат Христос. Кога се повеќе се преобразуваме во Христовата слава и стануваме се повеќе како Христос, луѓето веќе не можат и да не видат нас. А и тоа е целта, луѓето да не гледат нас. Луѓето нема потреба да не гледат нас. Луѓето треба да го гледат Христос. А ќе го видат Христос само ако се отвориме, тој да не променува, да бидеме како него.